Николас Анелка и официјално е нов играч на Вест Бромвич Албион. Анелка се врати во премиер лигата. Поранешниот напаѓач на Челси и Арсенал подпише едногодишен договор со Вест Бромвич Албион, каде што настапува нашиот репрезентативец Горан Попов. Французинот има навистина успешна кариера, а својот прв професионален договор го подпиша со Парис Сен-Жермен кога имаше 17 години. Во својата кариера ги бранеше боите на Ливерпул, Реал Мадрид, Јувентус, Болтон, Фенербахче, Манчестер Сити и Шанкај Шенхуа. За селекцијата на Франција одигра 69 надпревари и постигна 14 гола. Мерион Бартоли и Сабина Лисицки ќе играат во финалето на женскиот дел од Гренслем од Вимблдон. Бартоли за 1 час и 5 минути игра во 2 сета со 6-1 и 6-2, лесно славеше над белгиката Кирстен Флипкенс. Ова за Бартоли ќе биде второ Гренслем финале, откако во 2007 година на истиот турнир во мечот за титулата се сретна со Серена Вилијамс, но не успеа да победи. Бартоли во финалето ќе игра со Сабина Лисицки, која во маратонски меч со 2-1 во полуфиналето ја солода Агнешка Радванска. Со тоа 23-та носителка во светот стана првата германка која се пласирала во финалето на Вимблдон по Штефи Граф, која последен пат за титулата играше во 99-та година. Дуелот на Лисицки и Радванска е најдолгиот одигран меч годинава на Вимблдон во женска конкуренција. Денеска на програмата се полуфиналните дуели во машка конкуренција во која се среќаваат Новак Џоковиќ, Хуан Мартин Дел Потро и Енди Мареј Иржи Јановиќ. Финалето кај дамите се игра утре, а машкото финале на програмата е внедела. Германецот Андрес Грајпел од тимот на Лото Белисол победи на 6-та етапа на велосипедската трка Тур де Франс. Тој успеа да стигне прв до целта во Монпелје, додека зад него остана словакот Петер Саган и германецот Марсел Кител, а ваквиот епилог значеше преземање на жолтата мајчка на Дерел Импеј од Сајмон Геранс. За Грајпел ова е прва етапна победа, а успехот на германскиот национален шампион значеше и прв африкански лидер во генералниот пласман во историјата на Тур де Франс. Британецот Марк Кевендиш мораше да се задоволи само со четвртото место, откако повторно падна и мораше да го менува и велосипедот. По 6 одржани етапи на Летур, Импе има пренос од 3 секунди пред Хаген, а потоа следуваат Геранс и Албасини со заостанување од 5 секунди. Денеска на програмата е 7-та етапа, долга 205,5 километри, која кон средината содржи искачување, а има и спринтерски финиш во Алби. Возачите на Формула 1 соопштија дека ќе се повлечат од трката за големата награда на Германија доколку има нови проблеми со пневматиците. Тие се бесни поради инцидентите кои се случија за време на трката во Силверстон, кога пукнаа гумите на болидите на Филипе Маса, Луис Хамилтон, Верн и Серхио Перес. Ако се повторат проблемите и на големата награда на Германија, веднаш ќе се повлечеме од надпреварувањето, бидејќи тоа може да ги загрози животите на возачите, редарите и навивачите, стои во соопштението на Асоциацијата на возачи. Пирели пред неколку дена соопшти дека за големата награда на Германија подготвила значително посилни пневматици, но и нов вид на гуми за големата награда на Унгарија. Воедно, италијанската компанија ги отфрли обвинувањата дека нивниот производ е опасен и наведе дека тимовите се виновни за експлозијата на пневматиците. Трката за големата награда на Германија, што ќе се вози на патеката Нирбургринг, започнува утре со квалификациите во 14 часот.